Реконструкцијата и уредувањето на внатрешноста на Центарот за култура Бели Мугли во Кочани е во напредна фаза. Во моментот се опремува големата сала на гледалиштето, како и дел од придружните простории во објектот. Увид во градежните работи направила министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. При тоа истакнала дека во првата фаза за уредување на интериерот, што почна минатата година, инвестирани се над 3 милиони денари. Во согласност со планот за реконструкција за оваа 2022 година, предвидени се 16 милиони денари, а заклучно со октомври реализирани се повеќе од половината. Во тек е реализација на уште еден договор, што се однесува на набавка и монтажа на седишта во гледалиштето, чија вредност е над 7 милиони денари и се очекува до крајот на годинава да биде реализиран целосно. Во текот на идната година, со реконструкција на системот за грејење и ладење во објектот, на делови од електричната инсталација, реконструкција на сцената и на административниот и техничкиот простор од објектот, ќе се комплетира предвидениот проект за реконструкција на Центарот за култура Бели Мугли, истакнала министерката Костадиновска-Стојчевска. Во рамки на програмите за изградба на објекти и реконструкција, санација и адаптација на нови објекти, Министерството за култура досега инвестирало над 26 милиони денари за реконструкција на Центарот за култура во Кочани. Со градежните активности што почнаа во 2018 година, беше завршена реконструкцијата на кровот и фасадата, а целосно беше промената и внатрешната и надворешната столарија. При тоа изведена е енергетски ефикасна фасада со термичка изолација на објектот. Советот на градоначалници од Источниот плански регион на седницата што денеска се одржала во Пробиштип за нов председател го избрал градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов. Една година претходно оваа функција ја извршуваше градоначалникот на Штип Иван Јорданов. На седмата седница на Источниот плански регион се разговарало за повеќе точки во насока можностите за функционално искористување на водните ресурси од Источниот регион, потоа за решенија засновани на природата за пречистување на водите и адаптација на климатските промени. Исто така се разговарало и за спроведувањето организиран пристап во однос на заштитата на населението од комарци, презентација на одредени проекти што се реализирани во општините во регионот, како и изборот на председател. Довербата со Советот на градоначалници во наредната година да раководи едногласно ја добил градоначалникот на Кочани Папазов. Библиотеката Искра и годинава ќе го организира саемот на книгата како дел од активностите за одбележување на месецот на книгата. Манифестацијата ќе се одржи по 16-ти пат, а според најавите од организаторот ќе биде отворена в понеделник напладне и ќе трае до идната сабота. Во рамки на саемот на книгата предвидени се две промоции на книги. В понеделник по отворањето на манифестацијата во 13 часот е закажана промоција на делото «Идентитетот е приказна» од Иван Антонов. Се работи за литературен труд посветен на 70 годишнината од раѓањето на познатиот македонски писател, есеист и драматург Горан Стефановски. Промотор на делото на Антонов ќе биде професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. За во вторник пак се најавува промоција на книгите «Јавачот» и «Судбини» на авторката Бранка Цветкова. Промотор на двете дела ќе биде професорот Иван Котев. Заинтересираните љубители на пишаниот збор ќе можат овогодишниот саем на книгата во библиотеката Искра да го посетат секој ден до 12 ноември во периодот од 10 до 18 часот. 19-годишниот Благоја Стојков од Зрновци е добитник на првата награда на литературниот конкурс за најдобар хорор расказ, што го објави новинската агенција Мета. Расказот со наслов «Мама» е оценет како најквалитетен меѓу 35-те трудови што пристигнале на конкурсот, што во соработка со издавачкиот центар Антолог од Скопје, агенцијата Мета годинава го организираше по трет пат. Темата што ја обработува младиот Стојков во расказот е од жанрот на психолошки хорор, со оглед што конкурсот бил објавен по повод 31 октомври, што во светот се одбележува како датум кога се раскажуваат страшни приказни, најмладите се маскираат, а домовите се декорираат со хорор мотиви. Краткиот расказ на Стојков е со интересна содржина, со која тој успева да го задржи вниманието на читателот.
Пред некое време читав книга од германскиот автор Себастијан Фицек, неговата најнова преведена на македонски јазик Подарокот, каде главниот негативен лик Јакоб се викаше, имал исто така тешко детство, каде неговиот татко го терал да прави бизарни работи. И јас тоа го формулирав малку на поморбиден и побизар начин и ја создадов приказната за мојот Исак. Конкурсот беше на тема хорор расказ и си замислив која бранша, која гранка во хоророт би била најстрашна. Па тоа според мене е психолошката гранка, односно психолошкиот дел во хоророт. Тоа било доста пострашно за разлика од некои духови и демони кои во пракса најверојатно не постојат, додека таа посвест, таа психа и тоа чувство на вина што нечи живот може да претвори во вистински хорор и кошмар на вистина постои. И така се роди тој краток расказ за Исак и неговата судбина. Стојков е студент бруцош и се надева дека неговата идна професија ќе му овозможи да продолжи да се занимава со литературата како хоби. Јас студирам безбедност на факултетот на безбедност и има голема веројатност тоа да биде дел од мојата професија, бидејќи имам интерес кон тоа и освен тоа во моите првите две книги Гонејќи дух и Двете звезди, исто така освен љубовта и сепак да речам криминалот што е застапен во нив и во двете е застапена човековата посвест и психа на начин на кој не секој може да го разбере и секој може да го доживее тоа, бидејќи одам во крајни граници со моите ликови и нивните психолошки особини. Благоја Стојков не е почетник во литературните води, со оглед што досега има објавено 2 романа, Гонејќи дух и Двете звезди. Во подготовка е неговиот трет роман. Планира излегувањето од печат и промоцијата на неновото дело да бидат наскоро. Одличен интерес покажаа вработените во компанијата Руен Инокс Автомобиле на акцијата за дарување крв што се одржа во нивните работни простории. Носител на активноста беше основната организација на Црвен крст, што пред 7 години беше оформена во фирмата. Подршка во организирањето на акцијата имаше и од Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Вкупно 27 крводарители се одзваа на повикот да даруваат крв, што придонесе за успешно спроведување на акцијата. Крводарувањето се реализираше со медицинска екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Собраните единици крв на одвработените во компанијата Руен Инокс Автомобиле ќе бидат наменети за пациенти кои се лекуваат на повеќе клиники. Членови на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани викендов ќе реализираат 2 акции за искачување на врвовите кај Макчалан на планината Нидже, како и на врвот Пелистер на Баба планина. Искачувањето на највисокиот врв на Нидже на височина од 2521 метар ќе се реализира в сабота по патека од страна на Република Грција. Акцијата е во соработка со планинарите од Планинарското спортско друштво Железничар од Ниш, Република Србија, со кои кочанските планинари имаат повеќегодишна соработка. Во рамки на традиционалното искачување на врвот во овој период од годината, планинарите ќе ја посетат и малата црква Свети Илија, посветена на загинатите војници кои за време на Првата светска војна се бореле во бугарската и српската армија. Во рамки на дводневната акција, планинарите од Кочани ќе имаат и ноќевање во местото Лутраки во Грција, а наредниот ден, в недела, ќе ја реализираат втората акција за искачување на Пелистер на 2601 метар надморска височина. Исто така, планинарите од Осогово информираат дека председателот на нивниот спортски клуб, како и на планинарскиот спортски клуб Москито од Кочани, биле повикани во полиција на информативен разговор. Причина е тоа што пред неколку дена било поставено македонското национално знаме во близина на објектот Заслон на врвот Руен на Осоговските планини. Знамето е поставено на територија на соседна Бугарија, поради што имало реакција од овластените институции од соседната држава дека е направен инцидент. Од планинарските спортски клубови Осогово и Москито упатија апел до сите планинари и рекреативци кои се искачуваат по планински врвови што се на гранична линија да не ги оштетуваат или уништуваат граничните ознаки, ниту да цртаат по нив. Исто така подсетуваат дека забрането е снимањето на територија или објекти во соседна држава, како и поставувањето државни обележја, односно знамиња, од една на друга државна територија. За секој кој што нема да ги почитува законите ќе следува кривична пријава од страна на граничната полиција
и органите што се надлежни за контрола на граничната линија, стои во известувањето од планинарските спортски клубови Осогово и Москито. Викендов ќе се игра деветото коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, во кое екипата на Осогово ќе биде домакин на надпреварот против Брегалница од Делчево. По минатонеделната убедлива победа на гостувањето во Карбинци, се очекува жолто-сините да ја продолжат добрата игра и серијата победи, со што ќе ја задржат лидерската позиција на табелата. Сепак, неопходен е внимателен и сериозен пристап на надпреварот, без оглед на фактот што делчевските фудбалери во оваа полусезона, освен еден бод во Карбинци, немаат освоено други бодови од гостувањата. Од друга страна, фудбалерите на Осогово во изминатите 8 кола беа надпросечно ефикасни и веќе имаат позитивна гол разлика од 27 погодоци, што им дава некаква сигурност дека на 3 кола пред крајот на сезоната ќе останат на врвот. Средбата на Никола Мантов против Брегалница се игра в недела од 13 часот. Во втората фудбалска лига пак ќе се игра 11-тото коло, во кое Слога 1934 ќе биде домакин на средбата со Скопски Вардар. Минатата недела виничкиот тим направи подвиг во Тетово совладувајќи го Тетекс со 3:0, со што беше прекината негативната серија надпревари без освоен бод, а се подгреа и надежите дека може да се обезбеди опстанокот во лигата и екипата да заврши во средината на табелата. Сепак, средбата со гостите од Скопје ќе биде голем предизвик, со оглед што во моментот тие се на првата позиција и се сериозни кандидати за враќање во прволигашкото друштво. Надпреварот против Вардар во Виница ќе се игра в сабота од 13 часот.